Празни улици, катанци во сите кафулиња и ресторани, заклучени врати на сите молови, обложувалници и казина. Слика каква што не се памети во главниот град. Единствено гужвата од луѓе може да се забележи пред маркетите, но поголем дел од нив без маски и ракавици чекаат стиснати на ред да направат залихи од брашно, млеко и конзервирана храна. Некои од продавниците, во обид да не се прави метеж, ја заклучуваат вратата и пропуштаат по неколкумина. Дел од поголемите маркети излегоа со апел до купувачите да пазаруваат без претерување. Апелираме да не претерувате во набавката и да се ограничите на набавка на неделни количини. Со таков начин на пазарување само се доведува во прашање рамномерното снабдување на секој од вас. Бидете солидарни и со купувачите кои ќе дојдат после вас. Пред аптеките пак се чини повеќе се почитуваат препораките за заштита. На оддалеченост од метар растојание, граѓаните чекаат да влезат внатре. Се бараат заштитни маски, ракавици и средства за дезинфекција, кои во поголем дел од аптеките ги нема. И таксистите останаа без работа. Автобусите празни, кружат низ градот. Дел од возачите на градските автобуси носат заштитни маски и ракавици. Скопје како Милано и Вухан. Празни улици, празни кафулиња и ресторани и по некој автомобил. Ваква е сликата денеска во метрополата. Препораките од надлежните има и такви што целосно не ги почитуваат или пак делумно само ги почитуваат. Доказ за тоа се неколкуте пекари во Скопје кои работат спротивно на мерките. На социјалните мрежи протекоа слики како се продава храна во затворен простор и како меѓу продавачите и купувачите не се држи препорачаното растојание. Отворени бурекчилници кои не се придржуваат на препораките има и во Штип, а отворени кафулиња и во останатите градови. Според најавите, сите што ќе постапуваат спротивно на мерките ќе бидат казнувани.